Почитувани, пред прагот сме на новата 2026 година. Наш денешен гостин е председателот на Собранието, господинот Афрем Гаши, со кој што ќе направиме интервју или разговор како еден вид пресек на работата на Собранието во 2025 година и за тоа што не очекува во следната 2026 година. Добре дојдовте, господине Гаши. Добро најдов, благодарам на поканата. Првото прашање би било како вие од позиција на председател на Собрание би оцениле работата на пратениците? Прво би сакал да се иземам од оценката затоа што прво да зборам за пратениците би било неколегијално затоа што јас сум исто така пратеник, меѓу еднаквите иако од позиција на председател. Од друга страна мислам дека е најдобро граѓаните да ја оценуваат нашата работа, но во функција на креирање на таа перцепција мислам дека можеме да дадеме неколку наоди или работи кои се одвивале во текот на овие 18 месеци или оваа година 25-та, за да допринесеме да се креира таа комплетна слика околу работата на Собранието. За жал, најдобрите работи, институционални, развитокот на службата, функционалните анализи што ги правиме, тренинзите и усовршувањата не се гледа. Тоа е навистина долгиот дел од ајсбергот кој останува под вода и граѓаните не успеваат да стигнат до тие работи кои ги правиме секојдневно. Јас се сметам себе си за човек кој многу е заложен, е ангажиран за напредокот на службата во Собранието. Постојано викам дека нашата служба, особено таа собраниска, е една од најдобрите во државата. Јас сум многу среќен што имаме таква институција и навистина ако имаме нешто што треба да се пофали, прво би пофалила службата во Собранието и се обидувам да направам се за нив за да се доусовршат, да видат во служба на пратениците и на крајот на краиштата тој резултат кој они го даваат во служба на пратениците на Собранието на крајот е во полза на сите граѓани. Така да мислам дека моделот на транспарентноста, на дигитализацијата, парламентарната дипломатија, имплементација на стратешките цели кои сме ги поставиле, во секој од овие столбови сме работели интензивно. Колку тоа стигнало кај граѓаните, на крајот на краиштата, нели оценката тие да дават. И јас сум среќен што имаше едно истражување на јавното мислење кое не се објави, беше извршено од Институтот за демократија и NDI, каде што после 10 години за прв пат имаме подобрена перцепција на граѓаните за Собранието. За ова сум особено горд и затоа треба да работиме за да на крај граѓаните, тие што не плаќаат, тие што не бираат, да видат среќни од нашата работа. Би можеле ли да ја сумираме работата на Собранието во смисла на донесени закони по редовна постапка, по скратена постапка, одлуки, вашите дипломатски комуникации, исто така комуникации со други граѓански организации? Да речеме да направиме едно резиме на целата оваа работа во 2025 на пратениците. Добро, на крајот се заседува на бројки на организирани пленарни седмици и донесени закони, како што и за потоа треба да се оценува работата на Собранието. Вкупно, оваа година сме одржале 52 седмици, а за 18 месеци 78 седмици вкупно. Донесени се вкупно 403 закони за 18 месеци, додека во 2025 година 219, од кои 108 се донесени по скратена постапка и околу 89 во редовна постапка. За жал, не можеме да ја достигнеме таа бројка каде Собранието ќе работи по правило по редовна постапка и каде скратените постапки ќе бидат исклучоци. Тоа треба да биде, тоа е духот на новиот деловник и стариот. Тоа го барат и меѓународните институции. Ние постојано повикуваме на
на ова ја повикуваме владата, пратениците. Иако имаме подобрена слика од минатата година во бројот на редовните постапки и во донесени закони во редовна постапка, ќе инсистираме и 2026 година тоа да се зголеми и да ги сведеме во минимум скратените постапки. Само за разлика да направиме во периодот од целиот период за 4 годишен мандат на собранието 2020-2024 година се донесени вкупно 506 закони. Овој собраниски состав за 18 месеци има донесено 403 закони, значи околу 80% од работата веќе е достигната. Јас се надевам дека до Добро, крајот тука имаше менување, усогласување со одредени закони, кои што прво беа законите поврзани со управата, организацијата на управата. Значи тие закони исто така беа бројни закони. Да, но овој аргумент не држи затоа што ако направиме споредба колку закони се донесени минатата година, а најмногу закони по ова што го зборите за Зороду беа донесени токму минатата година, до крајот на 2024 година, оваа година имаме ние повеќе донесени закони од минатата. Значи, затоа ви велам дека е зголемена работата и капацитетот на собранието за донесување на закони. Во ред во однос на скратената постапка на закони, рековте дека ќе разговарате со премиерот и ќе им кажете на пратениците како мислите да се промени? Имате ли вие предлог како да се промени и да се на некој начин да запре бројноста на носењето на закони со полната скратена постапка? Прво веднаш планираме во јануари да донесеме календар. Ќе предложиме во координација календар на активности и на пленарни седмици по кои ќе комуницираме со владата и они ќе знаат точно кои месеци, кои денови точно ние планираме пленарни седмици за да ако бидат експедитивни, ќе знаат точно ако сакаат и кога сакаат да им се донесе закон, ќе знаат точно кога да го пратат. И ќе треба сензибилизација. Ја мислам дека не е работата само до владата. Имаме, за жал, неквалитетна или недобра култура во однос на меѓуинституционалната работа помеѓу ресорите или службата што работат во министерствата и во собрание. За 34-5 години така се научени да побрзо сакаат да ги завршат работите. Мислат дека собранието треба да биде гласачка машинерија за носење на закони. Тој пристап мора да се смени. Мораме да ја подигнеме важноста и дигнитетот на собранието. И министрите, и администрацијата во владата, а и сите предлагачи кои предлагаат закони, треба да знаат дека сепак тоа е највисокото тело и најбитната институција во државата според уставот кој ние сме го донели. Ние сме одлучиле таа да биде најбитната институција. Целиот политички систем не се базира врз таа парламентарна демократија. Ако тоа е така, мораме да му го дадеме тоа значење на собранието. Законите треба да се донесат во редовна постапка затоа што така ќе имаме можност и за поголема промоција, ќе имаме можност и за вклученост на експертската јавност, ќе имаме можност на повеќе јавност. На крајот на криштата и граѓаните ќе бидат подобро запознаени со новините што ги носат тие закони. Да, тоа и мене е идејата не само да кажем дека сме го зголемиле обемот на носење на закони по редовна постапка. Туку јас сум убеден дека тоа го зголемува и квалитетот на законите. Јас сум убеден во редовна постапка имаме можност и за јавни дебати, расправи, експерти и можеме со амандмани тие законски решенија да се подобрат. Треба да направиме се да му го вратиме на собранието местото каде што му е поставено во политичкиот систем и во нашиот устав како најзначајна институција во државата. Јачкото мнозинство во собранието е во комотна позиција за разлика од минатиот парламентарен состав, но исто така и опозицијата е доста активна
Вие лично сте, како председател на собранието, сте некогаш на удар на нивните забелешки, но каков е политичкиот диалог меѓу парламентарните групи зад сцената? Она што ние не го гледаме. Бевте блага кога рековте некогаш. Скоро секогаш председателот е на удар. Се што се случува собрание, кога некому не му чини, првата критика е упатена кон председател на собрание. Јас сум свесен за таа позиција. Се обидуваме кога има процедурални нас самата седница да одговориме. И работата е што јас се трудам да имам отворена комуникација со сите пратенички групи, координатори. И тоа ми е една од основните начала на мојата работа како председател. Сакам да бидам еднаков кон сите. И тоа мислам дека се обидуваме да го артикулираме добро во отворен диалог со нив. Не секогаш се сложуваме, но знам, убеден сум дека они знаат дека јас го давам максимумот и се обидувам да бидам чесен и праведен во однос на реализирање на секој пратеник на своето право да ги представува своите граѓани. Еве, последно, вчера имавте координација на паузата за време на седницата за пратенички прашања, но кај што требаше да се договорите за работната група за изборниот законник. А што се случи на состанокот? Присуствуваше и министерот за правда. Можеби присуствувал и премиерот, кој што исто така беше во собранието. Можете ли накусо да ни кажете што се договоривте на координацијата? Да, вчера имавме една многу битна координација за изборниот законник. Вие знаете дека веднаш по локалните избори, тоа сум го најавил и сум го представил пред вас како новинари во редовните брифинци што ги имаме неделни, дека како координација како сите координатори политички партии разговаравме околу потребата за носење што попрву и поквалитетно на новиот изборен законник. И ние иницииравме на работна група и нормално дека од владата реагира по барање на министерот за правда, ние ја свикавме таа координација, тие ни кажа дека се во завршна фаза на текстот на изборниот законник. Разговаравме околу... Но збор за нов изборен законник. Да прецизираме. Не знаеме точно уште. Значи, вчера се договоривме дека во текот на јануари ќе биде свикана првата седница на работната група. Разговаравме околу составот на групата, кој би учествувал, кој формат, каде би се одвивале разговорите и така натаму. Сепак затоа што Министерството за правда е предводник на овој процес и тие го предлагаат законот, тие ќе ги повикаат политичките партии да предложат по 20 представници, но не само тие што се организирани во пратенички групи, и тие што не се организирани во пратенички групи, како и независните пратеници. Значи ни треба целосен консензус во процесот на носење на изборниот законник, че се сложивме околу тоа и дека што ќе го имаме текстот предложен од нив, ќе знаеме точно дали е целосен нов или е изменет, видоизменет или во која насока или колку проценти од текстот е сменет, па политичките партии во однос на тој текст ќе ги имаат своите забелешки, па така ќе почнат разговорите да се усогласуваат едни со други да дојдеме до конечно решение. Дали ова значи дека во собранието нема да се формира работна група сега за изборниот законник? Значи, таа ќе биде истата група. Тие разговори ќе се одвиваат во собрание. Значи, сршта на таа работна група ќе биде составена од представниците на политичките партии. И тие се во собрание, каде што се и опозицијата и власта. Така да, ако има други представници, например Министерство за правда или некои експерти кои би ги повикале од време на време, тоа ќе бидат дополнителни, но срцта на работната група ќе биде составена од
представници на политичките партии. Затоа разговаравме тие разговори да се одвиваат во собрание, како заеднички дом на сите политички партии, на сите граѓани, и Министерството за правда да го води процесот како предлагач на текстот. Има ли некоја временска рамка? До кога би ја завршиле или би требало да ја завршите? Тоа е неблагодарно да го кажеме, ќе зависи од тоа каков текст имаме, колку измени се предложени, колку забелешки предлози ќе има од политичките партии, како ќе иде усогласувањето. Така да, навистина неблагодарно, но се согласивме дека што побрзо почнеме да ги решаваме тие работи, кога изборите не се навидом, ќе ни биде полесно. Ако веќе знаеме, се доближуваме до термини каде веќе изборите се во хоризонтот, тогаш станува потешко да и за компромиси. Така да идејата ни е да почнеме веднаш во јануари и со голема динамика да почнеме со согласување на ставовите. Последната седница на собранието за оваа година е закажана за во вторник на 30 декември. Меѓу другото и законот за судски совет е на дневен ред на оваа седница. Кои други закони би можеле да ги очекуваме на оваа седница да се најават? Дали може би и некои од други закони кои се поврзани со реформската агенда? Законот за судскиот совет навистина е еден од многу битните закони кои се не само дел од реформската агенда, но битни и за нашиот правосуден систем. Знаете дека тоа се работи за институција која е во една од клучните во правосудниот систем и затоа долго време и работено и добро е што е предложено во редовна постапка. Имавме скоро цел месец време да дискутираме околу тоа, помина на прво читање и така натаму. Сега очекуваме во вторник да го донесеме законот. И вториот закон исто така за сообраќај, мислам да околу сообраќајот беше, не знам точно називот на законот како беше, ќе биде донесен на истата седница. Дали ќе има други закони, не знаеме во текот на денот. Во понеделник може некој закон да се достави до собрание, па да биде доставен до пратеници, и на седница, знаете, секој пратеник има право да побара да се дополни дневниот ред. Тој дел јас не можам да гарантирам дали ќе има дополна на дневниот ред, затоа што пленумот одлучува, така да ние сме... Имате најава некоја за некој нови закон од владата? Не, мислам дека... од пратеници? Да. Нема некоја најава, но не знаеме, сепак до вторник има и неколку дена. Да. Сега има неколку прашања кои што се уште актуелни, за кои што деновиве разговаравме, како например прашањето за народниот правобранител, комисијата за нестриките и така натаму. Што се случува по прашањето за изборот на народниот правобранител? Вчера апелиравте до политичките партии да изнајдат политичка волја за да разговараат, да се надмине проблемот, а проблемот е всушност во базентерот, односно во големиот бадентер недостасуваат уште неколкумина пратеници, односно неколкумина гласови од припадниците на немусlimските заедници. Има ли некакво поместување од вчера до денес во таа насока? Народниот правобранител е многу важна институција во државата. Ние почнавме таа процедура, помина и на комисијата за изборите и именувањата, стигна на пленарна седница. Не сакавме да ја ставиме точката на гласање пред да бидеме сигурни дека од прилика знаеме дека со сигурност би поминала, затоа што потоа повторената постапка ќе значи губење на време. Ова го правиме во функција на што побрзо решавање на таа ситуација, значи државата да има народен правобранител, што е многу битно за реализирање на основните права на граѓаните, како и на
особено и во текот на изборите на опозицијските партии и така натаму. Како и да е, знаеме важноста на таа институција и многу е битно да имаме што побрзо решение. Дотолку што заменикот народен правобранител има право на подпишување до крајот на декември. Ние после нова година ќе се сведеме во многу тешка ситуација. Затоа и апелирав до сите политички партии, ве повикувам и преку вас и преку вашата емисија до сите пратеници да смогнеме сигли да се состанеме овие денови да размислиме, понеделник, вторник можеме на седница да ја ставиме, да свикаме седницата и веднаш да го изгласаме. Може ли да дојде до промена на името на предлогот за народен правобранител? Тоа е дел од политичкиот компромис што треба да се одвива помеѓу политичките партии и мислам дека треба да се да биде дел од разговорите. Никој не инсистира на некое име или не е до тоа. Мислам, работата е до процедурата, до не знам, дали опозицијата сака да докаже дека може да блокира, може да биде важна преку тоа, но мислам дека не е народниот правобранител алатката преку која ние треба да си ги одмеруваме силите кои колку пратеници има во Бадентер и така натаму. Така да може да ја оставиме таа битка и за понатаму и за други работи, но таа институција е многу важна, особено кога зборуваме за функционализација на институциите или нормално работење на најбитните институции во државата, тука треба да ги надминеме разликите. И во делот на зголемената политичка култура на која постојано повикувам, ова е нешто за што повикувам јас. Ние сме различни политички партии, имаме различни видувања, но мораме да имаме заеднички пристап и отворен диалог за решавање на клучните проблеми на државата, работи кои не засегаат нас и сите граѓани. Кога се работи за такви работи, треба сите да бидеме сложни и да најдеме решение. Имаме милион други работи за кои може да се ги одржиме разликите, да инсистираме на нашите разлики, но не кај што пати една многу битна институција како што е народниот правобранител. Гледајќи агендата на собранието деновиве, очекувањата се дека анкетната комисија за Кочани и другите несреќи, Ласкарци, модуларната болница, се извинувам, исто така измените на кривичниот закон и претпоставувам дека ќе бидат дека за нив ќе се расправа во собранието во текот на следната година. Но кога? Дали ќе почне кривичниот закон и претпоставувам дека ќе биде на првата наредна седница во јануари, но што е со комисијата за Кочани? Како што знаете, ние донесовме одлука на пленарна седница за формирање на таа комисија. Комисијата ќе треба, значи политичките партии во однос на во одлуката, во самата одлука, во членот 3 е опишано составот. Како треба да изгледа и треба политичките партии на координација, координаторите помеѓу нив или секоја пратеничка група треба да предложи имиња до комисијата за изборите и именувањата за да се персонализира со конкретни имиња таа комисија, да се избере председателот и веднаш да се почне со работа. Мислам дека вие викате наредната година, но наредната година е следната недела. Многу близко сме за наредната година, се надевам дека брзо ќе почне со работа и таа комисија. Во поглед на кривичниот законник, претпоставувам дека ќе биде на првата наредна седница, тоа следната недела не, ама веројатно за 2 недели. Веднаш мислам дека во една од првите наредни седници во текот на јануари ќе го ставиме кривичниот законник како точка во дневниот ред и тој закон е донесен во редовна постапка, зашто е добро да имаме повеќе време и неколку дена е доставен до пратеници во собрание. Ние го отвараме за јавност, ќе имаат можност пратениците да кога ќе се свика комисијата пред
првото читање ќе имат можност и во комисијата да расправаат веќе за промените, па потоа во прво читање, во второ читање ќе имаме време и за јавни дебати, за експертската јавност, така да тоа е тоа за што и пред малку зборев за можноста за носење на еден закон во поквалитетна форма. И редовната поставка е најдобриот начин да се дојде до таа форма. Јас сум убеден дека ќе ги донесеме тие измени и ќе се вратиме на траката кај што државата порано беше, а се надевам дека ќе треба да навлеземе многу сериозно во реформите во правосудството, затоа што навистина перцепција на сите граѓани е дека тука треба да биде фокусот во 2026 година. Да. Еве имаме после оставката на на јавниот обвинител, ќе имаме можност и во тој дел да имаме реформа, имаме нов закон за судскиот совет, така да веќе се гледаат првите битни работи кои може да донесат клучни промени во правосудниот систем. По локалните избори во државата на политички план имаше одредени промени кои што се случија. Дел од политичките партии има и своји конгреси. Премиерот најави реконструкција на владата, но се најавуваат и други промени во политичките блокови, како во македонскиот, така и во албанскиот политички блок. Ќе останете ли претседател на собранието? Тоа е најмалку важно за мене. Јас секој ден го работам како да е тоа последниот ден како претседател на собрание. Мене ми е многу битно секој ден да го работам честно, да дадам се од себе и да имам мирна и чиста совест кога ќе заспиам таа ноќ. Утре ден така што ќе се случи за работи кои не зависат од мене, а знаете политиката во срцата нејзина се состои од компромиси. Може се да се случи и додека зборуваме ние може да има промени, така да не се оптоварувам со тој дел. Не е битно јас кај ќе бидам. Битно ми е додека јас сум во таа функција, во таа улога, сакам да дадам се од себе таа функција да биде издигната, надоградена, достоинствена и секој нареден кој ќе дојде после мене да му биде полесно, да имаме по-добра институција која ќе биде во служба на граѓаните. И вас да го преформулирам прашањето, очекувате ли да го завршите овој собраниски мандат како претседател на собранието? Одговорот е навистина не е битна. За мене секој ден е завршен мандат. Секој ден го работам како последен, така да со позитивна мисла сум. Не мислам лошо кон ниту една пратеничка група, ниту пратеник. Се обидувам да бидам отворен кон сите. Со голема љубов го правам ова. И навистина сакам да оставиме позитивни траги во институционалната работа на собранието. Колку ќе постигнеме, како ќе биде оценката на крајот, ќе треба да видиме и граѓаните да ценат, но јас ова го правам со голема посветеност и љубов. Вашата матична партија од која што доаѓате и од која што бевте избран како пратеник е Алтернатива. Алтернатива е дел од коалицијата Вреди. Се најавуваше дека коалицијата Вреди ќе прерасне во политичка партија, но некако прво се најавуваше дека тоа ќе се случи пред локалните избори, тоа не се случи. Еве сега оваа идеја некако остана, да речем, настрана. Имаше и промени во самата коалиција, еден од партнерите излезе, дел од неговите сопартици остана и така натаму. Што се случува во коалицијата Вреди? Дали може да очекуваме дека Вреди ќе биде политичка партија или ќе остане да функционира вака како што функционира? Како што кажав и претходно, кога сте посветени во една работа, не можете да бидете посветени во друга. Моите истомисленици, пријатели ми дадоа обврска да го водам собранието и јас сум целосно посветен тука. Кога бев претседател на Алтернатива, бев целосно посветен во улогата на претседател на Алтернатива и таа работа може да цениме денеска
Мгм. И во функција на овие промени, соединувањето, правењето на таа коалиција и се што се случи до 2024 и сега на локални избори 25 година. Но сега јас сум многу среќен што има коалицијата Влен добро функционира. Мгм. Идејата за останување еден политички субјект е многу жива и многу активна. Таа може да се случи набрзо. Тоа го знам од информациите нормално со моите пријатели. И јас мислам дека тоа е праведниот пат и најдобриот пат кон кој треба да се движи нашата коалиција. Граѓаните се уморни од атомизирање, од поделби, од Мгм. политички партии, сака да видат сигурно, сака да видат сплотено, сака да видат дека политичарите и лидерите можат да се надминат себе си. Мгм. Дека не е битката кој ќе биде председателот, туку битката е на кој пат одиме, кои вредности ги промовираме, за што се ангажираме и за што се бориме. И ако вака ги гледаме работите, јас сум убеден дека многу брзо ќе дојдеме до еден политички субјект кој би се нарекол Влен и ќе биде апсолутно потоа помалку битно кој ќе биде председателот, кој ќе бидат членовите и така натаму. Мислам дека за 2 години поминавме 2 тешки изборни процеси, парламентарните и локалните, и оваа политичка композиција е доволно хомогенизирана и е докажана дека може да функционира и на парламентарни, и на локални, и на кампања, и да состави листи, Мгм. и да направи заедничка кампања, и да функционира во владата, и во собрание функционираме без разлика, никој не знае кој од која партија е, така да има доста елементи на сплотеност за овие 2 години, така да мислам дека треба да се додаде енергија на сплотеноста и Влен да стане една политичка партија. Како ги коментирате случувањата во опозицијата во албанскиот блок, Европски фронт или НАИ? Европски фронт се во собрание, како НАИ се на изборите. Како ги коментирате тамошните случувања? Па јас секогаш сум мислел дека и во животот, но и во политиката човек треба да се занимава со себе си. Треба да гледа тој што прави, а не што прават другите. Ние нас треба да не оценуваат граѓаните, а не ние да се препокуваме, да кажуваме кој е подобриот, што се случува таму. Да, но вие сте често на удар на вашите претходници Нормално, видете, во собранието. ама секој го прави тоа што знае да го прави и што сака да го прави. Мгм. Некој сака да удира. И јас сакам да работам. Јас се занимавам со собранието, со пратениците, со институцијата, со достоинството, политичката култура, со етичкиот кодекс. Мгм. Тоа мислам дека му носи добро на граѓаните. Другите мислам дека треба да го нападнат председателот другата партија. Така да јас не навлегувам во тоа, но мислам дека ако сакаме да напредуваме како држава, би било паметно секој да си го чисти прво својот двор. Да видиме што може да направиме ние самите себе си лично, па во нашите партии, па во нашите институции, па потоа да Би можеле ли да го имаме кон другиот. Би можеле ли да очекуваме, иако Али Ахмети, лидерот на ДУИ, е прилично активен и гледаме дека ја влече масата, односно народот, гласачите, се уште се обидува да направи тоа за сметка на ДУИ. Но може ли да се очекува негово повлекување затоа што еве партијата се реформира? Тоа е навистина нивна работа. Мгм. Тие граѓани, тие припадници на таа партија имаат целосно право да одлучуваат кој треба да ги представува, Мгм. како треба да ги представува, каде треба да одат, со што треба да се занимаваат во политика. Ако они мислат дека таа личност треба да продолжува да ги води и после 22 години на власт и после овие Сите обвинувања што тоа е нивна работа, јас го почитувам. Значи, многу е битно да знаеме да ги почитуваме одлуките на една група граѓани. И во собранието ние не може да се сложуваме со секој пратеник.
Но секој пратеник што го гледам јас во неговото столче, гледам 10.000 граѓани позади него. И пред се треба да знаеме дека тој човек представува луѓе и треба да имаме почита не само кон него лично, кон луѓето што ги представува. Тоа исто значи и за председател на партија, не знам, функции во партија. Кога една група на луѓе му дава на некој човек некоја функција и задача и таа е јавна, ние другите треба да ја почитуваме како волја на одредена група на граѓани. Она што не ве прашав во првиот дел од интервјуто кога разговаравме за работите во собранието е дали има промена во пратеничките групи или дали некој од пратениците се изјаснил како дека нема да биде дел од одредена пратеничка група. Вие знаете дека ние сме целосно транспарентни, се обидуваме кон јавноста да бидеме целосно транспарентни. Веднаш што добиваме таква информација од некој пратеник или група пратеници, веднаш ја известуваме јавноста. До сега имаме промени тие што се изјасниле писмено до кај мене и кажале дека од сега па натаму ќе делуваат независно. Господине Гаши, на крај сме на ова интервју, иако има многу работи за кои што би можеле да зборуваме за собранието, не зборувавме например за реформите во собранието, за обидите за независност, за и некои други работи кои што се поврзани со собраниските служби, да речеме, со работата на собранието генерално, но за крај би ве прашала која е вашата порака што би сакале да ја упатите до вашите колеги пред се во собранието, пратениците и до јавноста, се разбере. Пред се јас ќе повикам на тоа што пред малку го кажав. Во собрание мора да преовлада почита, взаимната почит помеѓу пратениците на различни политички партии. Ако не се почитуваме ние самите себе си, едни кон други немаме почит, не можеме да очекуваме дека граѓаните ќе не почитуваат. Од тука почнува се. Разликите постојат и треба да останат, но не треба да бидеме барикадирани во разликите. Треба низ диалог и врз база на аргументација да доаѓаме до заеднички решенија кои се во функција и во добробит на сите граѓани. Очекувам да се зголеми политичката култура, взаимната почит и време е да почнеме да размислуваме дека тие најбитни човечки особини што ги имаме од нашето детство, како што сме едуцирани на почита, на респектот, на толеранцијата, љубовта која треба да ја покажеме кон нашите колеги и другите луѓе со кои работиме заедно, треба да почнат да преовладуваат. Премногу негативна енергија имаме, премногу контаминирано општество ствараме и собранието треба на некој начин да биде предводник на ова премостување на вредностниот систем. Треба да направиме и вредностна транзиција во општеството. Да почнеме да зборуваме за добрите работи, за почита, за љубовта, за позитивните работи во државата, за помош, за солидарноста, за емпатијата, за етиката, за моралот, за нашите семејни вредности и така натаму. И кога сме кај семејството и семејните вредности, ја користам можности вас и на вашите гледачи, но и на сите граѓани да им посакам среќни празници, среќна нова година, многу успех, здравје и пред се љубов во вашите семејства и помеѓу сите граѓани. Многу ви благодарам за ова интервју. Среќна нова година и вам. И ви посакувам да имате добро здравје и успех во 2026 година. И благодарам.